По повеќе месечна работа и вложен труд со учениците од основните и средните училишта од Кочани, конечно се стигна до финишот на обуката или подготовката за меѓународниот надпревар од Фрст Лего лигата. Во Средното општинско училиште Гошо Викентиев беше презентиран делот од проектот на кој што работеа и истражуваа учениците. Темата на проектот на кочанските ученици е искористеноста, односно неискористеноста на геотермалните води. Учениците направија нивни самостоен проект и направија истражување и дојдоа до идеја дека со помош на повратната вода од геотермалната вода е идеална за одледување на алгата спиролина, која што е една од најкористените алги во медицината. И они направија истражување дека со многу мала инвестиција или никаква инвестиција ние можеме таа вода која што се враќа повторно во бунарите да ја искористиме дел од неа, тоа е само 1% од неа и со тоа да ја одледуваме самата алга спирулина. Во петок, 19 јануари, 9 ученици кои што учествуваат во проектот, заедно со уште двајцата ментори од Средното општинско училиште Гошо Викентиев, Гордан Анастасов и Роза Војновска, патуваат за Белград со цел учество на меѓународниот надпревар од Фрст Лего лигата. Учествуваат 19 екипи од Србија и ние. Сега ќе настапуваме под Лигата на Србија, бидејќи за жал ние у Македонија уште немаме таква лига и воедно сме прв тим од Македонија кој што учествува на оваа лига. Ние ќе се представиме со проектот кој што говори сега и другиот дел од надпреварувањето е робот гейм или мисии кои што сите ученици од цел свет ги работат истите и се надпреваруваат со истите мисии, со остварување на тие мисии. И воедно сакам да се заблагодарам на Ротари клубот Кочани Виница, без кој или без нивна поддршка ние не можеме ни да замислиме дека можеме да учествуваме на некој ваков надпревар, а не па да стигнеме до сега до каде што сме стигнати. Фрст Лего лигата е меѓународен надпревар од светски рамки. Лига која што на светско ниво има повеќе од 300.000 клуба и во која за сите ученици во светот правилата се исти. Изработуваат исти мисии, сами си ги конструираат роботите, сами ги програмираат. Оваа година темата е хидродинамика.